Супер. Се запознавме на неколку пати, особено на првиот пат беше на фитнес и бодибилдинг, но бидејќи е нов предмет, моја задача е да направам еден вовед и само се бидејќи малку ми е сумов. Со гледот на страна, дали го гледате целиот скрин или не? Ништо, ќе морам Да. Ќе морам да кадем, затоа што не ми е функционален панелот на Zoom за раководење на нештата. Океј, нека биде на овој начин. Супер. Коригирайте ако има измена во кредитите. Слушате антропомоторика во втор семестар. Јас сум овде, морам да сменам што е станало. Ова е титулот, звањето. Но како и да е, тоа не е толку битно. Битно е што ние ќе научиме за овој предмет. Од материјали за покрај фитнес и бодибилдинг се запознавме во Салама, тамо дадов некој вовед, но некои работи ќе ги повторам. Теоретската настава е и за тоа, да се дава насоки, а практичната настава е да пробаме да ги аплицираме нештата. Слободно прекинувајте ме ако имате некои прашања во односи на претходниот час. Ако има нешто, кажувајте во старт, така е најдобро на претходно што е работено да го разјасниме. Ако имате прашања во однос на практичниот дел, ќе објаснам и на овој час. И дури ќе дадам и насоки за вежбање, за тие што не можат. Жалам што само 44 сме тука, другите изгледа се запишани за да земат виза за Америка, но добро, тоа е тоа. А некој од вас и ќе слуша. Понатаму настава овој на снимен материјал на YouTube. Од материјали, книга по антропомоторика ќе биде доставена во PDF, значи не се купува книга, од професор доктор Јован Ивановски, мој драг ментор, пријател, кој што супер книџи има направено и препорачувам, да не кажам дека е задолжително за испитот, за предметот, дека треба да ја консултирате таа книга. Ќе оставам и уште некои фолдери електронски со книги, ако некој има интерес да чита, ретко има. Бидејќи приметувам кој пристапува, мислам не кој како лице, него колку може да пристапат кон книгите, ретко кој пристапува до книгите, до материјалите, не ги интересира. Се надевам за вас ќе биде различно и дека ќе ве заинтересира. Така да ќе ги добиете овие информации на Facebook сега, во последен часот, книга достапна и линк до предавањето. Доколку некој го интересира, сите предавања, сите генерации од 2020 година наваму постојат на YouTube каналот, генерално се 80-90% слични предавањата, но во секоја тема и секоја година всушност пробувам да интервенирам со нешто ново. Инаку, ќе биде дека од 1960 година истите предавања се предаваат. Но доколку ви интересира, значи книга и плюс мојот профил на YouTube, но реков дека ќе добивате линкови кои што од предавањата кои што ќе бидат спакувани во плейлиста. И ова за вашата генерација плейлистата се нарекува Настава 2025-2026, треба да сменам на кирилица. Но од десната страна се ставени сите други плейлисти со сите други предавања. Дури мислам дека може да се види колку број на предавања има тамо. Како и да е. Овие две основни работи користете ги за учење. Теоретскиот дел од предметот користете ги овие две работи и било што друго што може да најдете од типот на истражување, немојте ChatGPT да користите. За брейнсторминг е добар, но за креирање на контент, на информации, користете ги книгите и наставата. И држете се до препораките тука, основни информации ќе добиете за суштината на предметот и темите. И морам веднаш да кажам дека
Вие кога ќе завршите факултет и всушност кога ќе положите било кој од предметите, вие ќе бидете на некој начин лекари. Значи можете, конкретно за антропомоторика, ќе можете да препишете рецепт како се вежбаат нештата. И сега ако одите на лекари, лекарот ви каже за некаков проблем, или тупу, не да Боже, треба да земете некој лек, нека биде витамин С суплементација, во доза таа и таа, колку пати дневно, толку, колку пати неделно, толку, вие добивате конкретни информации. Но ако отидете на лекар и тој ви каже или таа, земи одреден број на лекови, кои, како сакаш ти. Ова аналогија правам во однос на движењата и во однос на насоките. Наши колеги на испит, кога ќе ги прашам како се подобрува издржливост, со одредени вежби. Добра сила како се подобрува со некои вежби. Тоа не е одговор. Треба точно да се каже како се подобрува сила, флексибилност, брзина, издржливост, како се учат нови движења, затоа што вие, како што кажав, ќе бидете лекари, кога ќе го завршите и лекарки, кога ќе го завршите предметот. Обврските кон предметот, а не некои општи информации. Па, например, со кој интензитет се подобрува издржливост со висок. Еве, јас сум клиент и сега треба денеска да трчаме, или да планарам, или да пливам долготрајно за издржливост, или било која друга активност, може и во фитнес сала, со справи, и вие треба да му кажете на клиентот како да вежба. И вие му кажувате вежба со висок интензитет. Тој поема нема или таа што е тоа висок интензитет. Токму тие работи ние ќе треба да ќе ги ветувам дека од моја страна ќе ги пренесам основните информации, општите работи, и вие ќе треба да ги знаете, затоа што вие ќе бидете, подкажувам, лекари, лекарки, кои што ќе дават информации точни. И на крајот ќе се заработите пари. Неиспи се случува дека им нудам 200 евра да направат тренинг, за да ги замотивирам колегите и колешките. Нели, бројката не е ни битна, дека утре, ако немаат информации, не може да направат да си го уновчат знаењето, не може да добијат нели приход ако не се добри како тренери, даскали, даскалки по физичко и така натаму. Така да држете се до конкретни информации, бројки, тие се тие што не представуваат, но ајде, за ова понатаму имаме цел семестар за овој дел. Имате нешто да ме прашате во однос на ова до сега што го кажав? Искоментирате, слободно вклучувајте се, инаку само јас да зборувам е малку непријатно. Дали ви е јасно што кажав до сега? Да. Барем еден или една Борче, благодарам. Супер. Кој сум јас, уште еднаш ќе повторам на трет пат, иако во сала немав многу шанс, ама по фитнес и бодибилдинг нешто зборував. Се со цел за да, има некој overview тука, се со цел за да знаете со кого ќе зборувате и што да очекувате. Може би нешто надвор од ова можам да помогнам. Студентски прашања кога работат, како се пополнува ајно, тоа знам, ама немам намера да ви помагам во тоа, вие сте големи. Проверувајте си ги имейловите, затоа што се комуницира преку имейл. Тие што полагаа фитнес и бодибилдинг, најверојатно сватија како се комуницира не само во академска средина, туку воопшто како се комуницира, не само со драген дроб, туку со добар ден, јас сум тој и тој, што сакам да прашам, и со реплај секогаш на истата тема. Така да, на тоа ќе се надоврзам. Многу кратко, на факултетот сум од 1997 година, запишам како студент, претходно студирам на електро 2 години, но ова ми беше многу голема желба и фала му на Бога, така и се намести работите да учествувам се уште во ова воле, дури и како пренесувач на знаење. 2001 година дипломиран, 2008 магистарска одбраната, 2012 докторат одбранет. Што ме лева страна, сакам планинарење. Цела моја фамилија сакаме природа, се движиме во планина. Ова доле гора Србија, тенисер, може би некој го препознава. Со него работам од кога гора снимаш 11 години, се уште сме во контакт. Полар, сноуборд клуб, носиме дечиња, организираме летни и зимски кампови, многу интересна тема, ја споменав на фитнес и бодибилдинг, нема да должам за ова. Маис, генерален секретар и основач на Македонска асоциација
инструктори за снежни спортови, повторно едукација на за сега сноуборд и ски, алпско скиење инструктори, но во соработка со нашите пријатели од Планинска академија ќе биде и за фрирајд скиење и за турно скиење ќе учествуваме. ПФМ поминав 4,5 години, супер период, фитнес тренер на машка репрезентација, тим машка репрезентација и креатор, девелопер, како сакате, на UEFA Fitness лиценца во десна страна што е. После 2,5 години првпат во Македонија е донесена оваа лиценца која што е специјалистичка, за разлика од тие што имаат информација, знаат UEFA C, B, A и Pro лиценците, и специјалистичка за тренери на голмани. Кај нас, како надворешно лице комплетно од Федерација, успев да донесам и оваа лиценца. Не се срамам да кажам дека сам. Имав помош од некои луѓе, но најмногу сам, цела комуникација со УЕФА, за да на крај нашиот едукативен центар во ФФМ, нели, се надевам ќе проложи да дели едукација за фитнес тренери, но тоа е цела комуникација со УЕФ, со едукативен центар, ја веќе немам таму контакт никаков. Ова горе е мотив за сите, дека средното училиште кога ќе го завршите и факултет кога ќе завршите не завршува едукацијата. Например, Data Science курс на Brainster 2021 година, цела година стасавме од програмирање, Python, Power BI до machine learning методи на креирање на модели, така да едукацијата продолжува понатаму. Во фудбал 3 клуба имам, 3 клуба имам работено и ова е дека трет пехар, што го имам со работнички времено двојна титула. Ако некој го интересира, можам да споделам книга за фитнес тренирање во фудбал, која што јас сум едитор, но и креатор на книгата со моите драги колеги кои што се внатре, како креатори на дел од темите кои што они ги владеат. Мојата фамилија, имам дозвола за летање со едрилица воздухопловна и ултралајт авион. Ако некој ме интересира, може и за тоа да зборуваме. Многу големо искуство, работа како спасувач или ски патрола на Кожув, скоро 3 години. Така да и тој дел го имам покриено. За повеќе информации можете на веб страната да најдете или на LinkedIn профилот, и за мене толку. Ако некој има нешто да праша пред да продолжам во следното или да коментира, слободно. Ќе гледам да не должам и да бидам брз, не ги читам темиве, затоа што ова е тоа кое што ќе се предава и кој што заеднички ќе пробаме да го изработиме на антропомоторика. Некако во 3 столба ги поделив темите. Основниот дел така малку е повеќе теоретски, но треба се знае, например, после овој вовед ќе зборувам на кратко за терминологија, ќе ги пробаме сите движења и целата терминологија, основните делови ќе ги пробаме во сала, нели? Што представува антропомоторика, веќе добивате некои информации. И од овој слайд и од претходно што кажав, и дека ги проучува движењата, развојниот дел, но дава многу информации за моторичките способности, значи директни информации што е силова способност, еве во вториот дел тука, а истото важи за сите. Што се силови способности, какви видови на силови способности има, како се тренира или подобруваат силовите способности кај дечиња, кај возрастни и кај стари возрастни групи, кај професионалци, кај рекреативци. Истото важи за брзина и за другите моторички способности. Зборуваме, третиот блок е ставен моторичко учење, како се формираат моторички навики, што се тоа моторички навики. Многу ќе ги поврзаме моторичките навики, значи тоа се добро научени движења, доведени до степен на автоматизам, посебни предавања ќе имаме, ќе ги поврзаме заеднички со моторичката способност координација, која што најмногу е потребна за креирање на нови движења. И да се вратам назад на првиот блок, ќе зборуваме за манифестен и латентен простор.
во моториката, значи од каде доаѓаат моторичките способности, ние ги покажуваме. Брзина покажуваме, прецизност, сила, издржливост. Ама што е тоа од внатре што пробува да не намести каков е тој простор? Не можеме да го докажеме комплетно, многу истражувања има, но ќе зборуваме за тој латентен или скриен простор, а она што го покажува, го користам секојаш терминот, Усейн Болт на трка или норвежанецот, како му беше име сега на Олимпијада, кои што имаат измерено VO2, значи преку 95-6, тоа е манифестен простор, значи ние ги манифестираме моторичките способности и новите движења, но што се случува во позадина, за тоа ќе зборуваме. Малку генетика, малку сензитивни фази, дали постојат и во кој период треба да се развиваат и дали постојат периоди каде што треба да се допрат некои моторички способности, ако не се допрат, или ако не ги истренираме кај дечињата и пред пубертет, дали понатаму ќе може вистински генетскиот потенцијал да се постигне, но ќе видиме за тоа понатаму. И една од битните теми, тука доаѓа тестирање не само на моторички способности, туку воопшто тестирање во кинезиологија. Имате ли нешто во овој дел да искоментирате и прашате? Ве молам, било што, само да не биде дека ја зборувам. Бидејќи истото и на испит се случува дека јас само ке зборувам кај некои групи. Добро, барем дали ме слушате? Не, професор. Да. Да, за слушање се слуша. Ако манифест се мисли како се замислил тоа во мислите што се работи за физичка активност? Ај уште еднаш не ве разбрав од почеток. За манифестот тоа се пред да се изведе некоја изведба физички, тоа се замислува како во главата или така нешто? Манифестен и латентен простор ќе имаме посебна тема за тоа. Знаете, Крушевски манифест, нели? Они го извадиле манифестот и јавно кажуваат нешто за да сите видат во тоа време тамо дека ќе има некоја побуна или нешто ќе се случува. Истото е кај нас, на манифестен простор се однесува простор каде што ние покажуваме. Ние ги изведуваме движењата, например, еден спринт е во манифестен простор го гледаме тоа. Арно, ама што внатре се случува во телото, ние не го гледаме, латентен. Значи, латентно е нешто што е скриено. Така да се однесува на тоа сега на кратко. Иако реков уште еднаш имаме посебна тема. Значи, јас имам способност да прикажам некој капацитет на издржливост и да истрчам, пример, Куперов тест или да, не знам, планинарам, возам точак или да трчам, не знам, еве, ќе кажам, пример, 1 час со интензитет кој што е 80% од максимална срцева фреквенција, за да бидам прецизен. И тој капацитет јас го имам, ама и тој е во латентниот простор, постои. Како ќе го проверам? Ќе го проверам преку тест. А како ќе го покажам? Ќе го покажам кога ќе почнам да ја изведувам таа активност, например, издржливост, да трчам. Се додека не почнам да трчам, ние не го прикажуваме тоа манифестно. Латентно го имаме, ама не знаеме дали постои или не. Например, некои дечиња се побрзи од другите. Значи, они во латентниот простор, генетиката така ги создала да можат на поефикасен начин да поминат подолго време. Подолг пат. Или тоа е брзината. Значи, зашто побрзо време да поминеш некој пат. Така да во латентниот простор кај нив, кај таа група на дечиња, например, се организира на специфичен начин, на сопствен начин, ама таа способност, ама таа е латентна, не ја гледаме ние. Кога ќе ја видиме? Во моментот кога детето ќе почне да трча. Тоа е манифестен простор. Значи, латентен, внатре скриен, и зашто како се изведува брзината или издржливоста или силата, тоа го истражува латентниот простор, во манифестниот простор ние го покажуваме нештата. Овие се две работи споени, ако делуваат вака сега абстрактни, ќе ги разглобочиме и супер, на место е прашање, што значи. Не знам да успеав малку да ти дообјаснам. Да или не? Да. Како ја разбираш ти сега ова што го кажав?
Не е испрашување, се правиме муабет. Чувствувате се слободни. Ја прво друго разбрав, ама сега не е јасно зашто се станува збор. Добро. А на што мислеше? За манифест помислив како као во главата си замислиш што треба да правиш, после го изведуваш, што тоа за друго нешто помислив, нема веза. Да, супер е. Значи, обично кога треба да замислиме, треба да учиме ново движење, ние треба да го замислиме тоа движење. И са супер ти е констатацијата, затоа што релацијава на нешто тајде нека биде, затоа што кај учење на нови движења, за да почнеме некое движење, да го прикажеме тоа ново движење во манифестен простор, ние прво треба внатре во главата да направиме слика. Тоа е латентниот простор. Значи, внатре треба да го изорганизираме движењето, да го замислиме, да точно знаеме како се изведува и после истото движење да го изведам во манифестен простор. Така да тука сме некаде. Супер. Нешто друго да се дополни, прашам? Например, овде има една тема, флексибилност, многу интересна. Мислам дека е 2 страници во книгата или 3. На предавање некои 10 минути ќе ја поминеме, на практично уште едно 15 минути, кога ќе ги прашам колегите зашто сакате од моторички способности, кажувате флексибилност одбираат сите, затоа што е најмала тема. Немојте така, се е битно од ова што е споменато. Како се изведува целиот испит, значи имаме предавање цел семестар, имам и колоквиум, не знам кој е колоквиумска недела, ќе ми информирате ако знаете, мислам пред да добијам јас информации. После предавањата треба да се заокружи вашето знаење и тоа се изведува преку практичен и теоретски дел, го објаснив. За тие што не биле на настава, ќе кажам уште еднаш, значи за практичниот дел треба да изведете тестови кои што на следниот слайд ќе бидат презентирани, за теоретскиот дел ќе добивате информации за време на теоретски предавања и практичните нормално, и на теоретскиот дел седиме во канцеларија 4, 5, 6 студенти, студентки, јас, може да повикаме и било кој, врата е отворена затоа што испитот е јавен, да сите си правиме муабет со кафе, чај или нешто, ако сакате друго за пиење сок, во релаксирана атмосфера и она што го знаете, се надополнуваме еден со друг, отвараме книга, проверуваме некои информации што не ги знаеме, е релаксирана. Иако е релаксирано, тие што нема да ги знаат основните работи, нема да поминат низ испит, тоа го кажав на практичен дел. Така да користете го овој семестар за овој предмет, кој што според мене е еден од најбитните. Ајде да не биде егоистички да кажам најбитен, туку еден од најбитните, затоа што се ова што ќе учиме тука ќе треба да знаете да го аплицирате во другите предмети. Особено дали ако работите со дечиња, да знаете после спринт колку одмор им треба. Не само дечиња, туку и спортисти. После трчање 40 минути над анаеробен прак, веќе кажувам термини, што треба да јадат луѓето за да ги надополнат резервите потрошени и нели така. Ако тоа не го знаете, тоа ви е влезен колоквиум. Не можете да дојдете на мислам не продолжува испитот понатаму. Во однос на ова, дали има некој коментар? Прашање. Еднаш, 2 пати, 3 пат продадено. Што треба вие да изведете? Значи, ова се нормите во синот за колегите, во црвено, оставете ги под број 3, 4, 5 и 6, скратена е батеријата на тестирање. Треба колегите да изведат склек на разбој, го покажав, а мислам дека има тука некој YouTube, да, ќе го зираме после, насоки. Значи, ви давам и насоки уште еднаш, бидејќи после доаѓаат студенти особено, кои што изведуваат згиб на разбој со надфат, не со потфат. И не ги бројам воопшто, затоа што во старт не е правилна изведбата на згибот. Зошто? Затоа што тестот, кој ќе има во тестирање, тестот згиб на разбој, кажав и на предавање, морам и тука да споменам, е конструиран со потфат, не со надфат, над притката, нели? Ова е надфат, ова е потфат. Дали има ли разлика помеѓу
изведбата и вклученоста на мускулатурата во кога дланките се во надфат на притката на развој и кога се во потфат. Што мислите? Има. Има. Така, по логика, само флексорите во зглоб на лакт се повеќе вклучени отколку, значи во потфат отколку во надфат. Зошто? Затоа што таква е позицијата ставена во супинација. Другиот дел во латисимус дорси, кај што учествува во згибовите, исто така има некој дел, но најголема разлика е во флексорите. Сега да не ги кажувам по флексори во зглоб на лаксен или кој беа таму? Анатомија имате положено? Флексори во зглоб на лакт, кои се? За да ви направам релација помеѓу сите предмети. Не сите, ама некои од предмети се. Дека треба да ги знаете. Кој има положено анатомија, флексори во зглоб на лакт? Анатомија имавте прв семестар. Флексори во зглоб на лакт. Бицепс брахи. Бицепс Па брахиалис. не е само бицепс. Три основни се. Брахиалис. Бицепс брахи, брахиорадиалис, коракобрахиалис и брахиорадиалис. Така некако беше, или не? Да. Супер. Значи, основната идеја е дека треба да знаете не само за испитот, туку утре ке решите тест некој да одберете, треба да ги проверите точно почетната положба, крајната положба, како се изведува, затоа што ако изведувате по свое, тогаш не добивате стандардни вредности и не можете вашите испитаници да ги проверите со други испитаници. Замислете Куперов тест, ние да го трчаме 11 минути. Јас се треба да ги проверам вас со студентите кои што се во некоја земја надвор, нели, било која од Србија до некаде до Норвешка во Европа или Иран, еве се модерно. Не може да ве проверам затоа што не е стандардизирано изведбата. Затоа што ние сме користеле Куперов тест со време трајање од 11 минути, они користеле со време трајање од 12 минути. Тоа е исто како потфат и надфат. Арнома, кога е конструиран тестот, ќе зборуваме за тоа на тестирање, е поминат низ проверка на математичко-статистички методи, дали на вистина е објективен, релиабилен, валиден, дали го проценува тоа што не го мери. Значи, мерење и проценка е различно. Ние моторичките способности не може да ги мериме, ги проценуваме. Еве ви едно испитно прашање. Дали на вистина тестот ги проценува тие моторички способности или не? Инаку ја можам да се смислам тест, ама тој нема да биде унифициран. Не знам дали на вистина има добри метриски карактеристики. Така да во однос на тоа намерно се задржувам на слайдов, може да видите кои се побарувањата, како се изведува, сега ќе видам, значи сега ќе ви покажам. Вие треба да се задржите на склек на разбој, згиб на вратило за колегите. Пардон, Куперов тест е добро за двете родови групи исто. Значи, склек на разбој, згиб на вратило и ке колешките е склек на под, го покажавме, и згиб на вратило повторно. Значи, згиб на вратило исто, Куперов тест е и за сите, само склекот се разликува. Другите 4 теста сега не ги работиме, ќе ги прикажам на настава, кога ќе биде тестирање, за да ги поминеме како така. Мислам, ова не се единствени тестови. Ќе добиете во темата тестирање информации каде може да најдете добри тестови кои што се практикуваат за специфични спортови, за општа популација, ама тоа нека биде во темата за како се вика, темата за тестирање. Се извинувам, само да видам дали можам од овде да го учам на овој начин. Да. Супер. Ова се гледа, така? Да. Ова, чуо сум случајно јас. Мислам дека корона која беше снимано. Може да приметите каде се раците, може да приметите која е почетна положба. Значи, во висење, не во подскокнување нагоре, туку во висење. Значи, веднаш првиот момент кога ќе ги видам рацете и кога ќе ги видам стопалата, дали се на пот или не се на пот или се свиткани колениците, е јасно дали тестот го знаете или не го знаете. Поентата е на крајот да направите
побарам број на изведби, например, колегите 10, колешките пишуваат 2, 1 направете доволно ќе биде. Тоа е, нели, крајната цел, но суштината е во да знаете како се изведува, а не да му покажете на даскалот од оваа страна, можам да направам 30 половинки згибови. Значи, тоа веднаш покажува дека вие не знаете за што се работи. Така да, почетна положба во вис, нозете не смеат да бидат долу, уште еднаш ќе вратам да видам што ќе покаже човеков која е наскок, мислам дека направи. Чекај да видам. Да. Хоп, и јас сум веќе во висење, рацете се во потфат. Ова е почетна положба, лактите се испружени. До кај треба да дојдам? Треба да дојдам до брадата, да дојде над притката. И затоа кога ќе праќате информации на Messenger, ви кажувам, не на мејл, туку на Messenger, на Facebook, на Messenger, не на Instagram, туку на Messenger, Instagram немам. Имам, ама не го следам. Гледате добро да бидат снимени работите. Уште еднаш ќе кажам, ако некој не сака да прати видео, се е во ред заради GDPR, нели, податоци, во сала ќе полагате кога ќе биде испитот и тоа е сосем окей. Но може да се случи, нели, тогаш да паднете па да не знаете дали изведувате добро или не. И сега, ова е крајната положба, ова е повторно се спуштам до долу, испружени се лактите. Приметувате, значи не се свиткани лактите, туку се испружени лактите. Вие како даскали и тренери, тренерки, даскалки, утре ќе треба ова да го барате од испитаниците. Правилна положба, стартна, крајна и правилна изведба на тестот, инаку нема да добиете добри информации. И затоа поентата на ова тестирање, повторно ќе кажам, не 10 да направите. Вие низ 10 ќе ги подобрите моторичките способности. Суштината е да покажете правилна изведба за да знаете, да го поминете низ телото. Ако научите за 3-4 теста, ќе сватите дека и другите тестови барањата треба да се исти. Не знаеме, има милион тестови кои што имаат добри карактеристики, во иднина не знаете кој тест ќе ви користи, но треба да ги знаете основните работи. Значи, колку можам да направам е нешто друго. Овој човеков направи 2, мислам овде. Видам 3, ова се половинки сега. Ова се неправилни положби. Гледате, половинки прави. И ова е половинка. Одозгора не ги свиткува лактите до долу. Стопирав, само кажете ми дали се гледа неправилните положби. Да. Неправилните изведби. Да. Ајде уште еднаш ќе ги кажам, бидејќи ние се фаќаме на контрола, а не на квалитет. И мора да го исконтролираме неправилните положби. Изведби, пардон. Значи, ова се половинките. Ова не се важи. Ова не го бројам. Ова е 0. Затоа што е неправилно. Нема ни едно правилно. Океј. Прашање во однос на згиб, изведба? Не. Супер. Да, ова сакав да кажам. За сите тестови. Професоре, еве, видете и кажете ми дали е добро. Дали јас треба да ви кажам дали изведбата е добра после вака добро објаснета изведба? Или вие сами треба да знаете да процените дали е добра или не? Значи, прашањето е сами или јас треба да ви кажам? Што мислите? Сами треба да... Сами. Точно. Не, се ова го кажувам затоа што едно 30-40% од претходните генерации праќаат професоре од мене волку од Бога повеќе, вие проценете дали е ова добро. И сега што треба да проценувам? Дека е добро или не е добро? Насоките се тие, тестот е по Курелич, ќе го кажам на тестирање. Книга цела ќе ви дадам од 30 и нешто тестови, каде што и Куперов тест, и овој склекна на разбој е опишан, точно опишан и така натаму. И вие како мастери или нели возрастни луѓе треба да сами процените дали е добро или не. Тоа е студирање. Јас само да кажам, ова е супер брз decision making и толку завршува испитот. Не јас да проценувам, чекај да му ги бројам дали последното го направил, дали не. Сними се еднаш, види дали е окей. Ќе се снимам уште еднаш, ако не е окей, уште еднаш. Значи нешто не чини. Вие утре ќе водите дечиња, клубови и рекреативни возрастни групи и вие треба да процените дали нештата се добри. На вас, не е на нас. Ние само ги даваме насоките. Океј, ајде да видам овде. Почетна положба е горе, така? Чекај да видам, ајде да вратам уште еднаш. Го разглобуваме во детали, верувајте ми, делува смешно, но морам затоа што голема е бројката што кои студенти не го следат ова. Ќе го поминат, ќе им раскажат, посебено вонредните.
Абе, треба згиб да направиш, абе, треба pull-ups да направиш, push-ups и dips. И тој ништо не знае. Тој се качува на разбојот и со раце и со нози и прави склекови. Така да 15 минути нема да начини ништо. Почетна положба горе. Опир. Значи се спуштам на една педа до долу. Ова се неправилни изведби. Гледате половинчиња. И одозгоре исто неправилни изведби се. Дури мрдам со главата, да гледаш глумам. Дека не е правилна изведбата. Сега се приметувам. Ај уште еднаш. Иако ги покажавме на час, нели? Правилна изведба. Одозгора почнувам до долу. Пардон, одоздола почнувам до горе. Неправилни се половинчињата. Имате тука прашање колкава ширина треба да биде разбојот или овие две притки. Оставам на вас. Склек на под, значи за колешките, рамен како штица. Рамен како штица и долу и горе. Ова е неправилна, змија, камила, не знам што е. Ова беше змија. Ова не се правилни. Тоа покажува дека немате сила за да ги изведете движењата. Значи, направете 20 склека, 10 правилни. Нели, мислам, тестирањето да не заборавам, се изведува секогаш до отказ. Не да направите 10 згиба или колку склекови тамо треба, 10 склекови за машките, да не кажам се за колешките, знаеме, еден со 8, мислам дека беа, и да заврши тестот. Не. Тестот е Vitamax тест. Значи, вие треба да изведете до отказ. До отказ. Инаку, како ќе направиме проценка меѓу двајца кои што изведуваат склек на под и двајцата изведуваат 10, ама едниот вистински може 30. Дали се прави разлика меѓу стиловите способности на раце и раменскиот појас кај овие двајца? Не може да направите. Затоа тој што може 30 или колку може ќе се направи до отказ. Овој што може 8-10 исто до отказ ќе направи. Тоа е проценката. Но сакам да кажам дека во првите неколку склекови и изведба веднаш се препознава дали некој ја има трансформирано таа моторичка способност која што се бара, трансформирано или народски кажано извежбано или не. Ако ја има, тогаш веднаш во првите движења ќе се препознае. И правилна изведба, и брзо, мислам, го прави ефикасно и тоа. Ко почне вака како змија да се тетераме, и тој што ги оценува, веднаш викам, ништо не ме разбрале овие. Јас зборував, колку за овој тест, 5 минути веќе зборувам, ништо не разбрале студентите и оставаат, не вие, претходните генерации, оставаат лош печат, ако вие најверојатно нема да ставите. Така да тие се нештата, овие ќе ги поминеме, не треба за вас, но не се прикажам. Добро. Имате некој прашање во односно? Коментар? Не. Ајде сега да видам. Кој од вас не може да направи 10 згиба или еден згиб на вратот, тука заглавуваме сите. Дали пробавте, можеби? Да. Да. И можете или не можете? Сега е шанса да си признаат тие што не можат, затоа што имаат време да извежба. Ај не мора да признаат. Како се мачите? Да. Да, тренингот е мачење. Ќе учиме во теорија тамо за тренирање. Ако не излеземе од хомеостазната состојба, не еквилибрираме, значи надвор од нашата комфортна зона, нема успех. Сега мачењето е 2-3 секунди, не повеќе. Тоа е тренингот, за жал. Значи, може да го гледате така, дека ги мачиме луѓето, ама не е мачење. Значи, ние треба да го наместиме тренингот и вежбањето да биде уживање, не да биде мачење. Така да, има некој што сака да предложи план како да ги подобрам згибовите, истото важи и за склековите. За Куперов тест е нешто друго. Како што ветив на настава, ќе започнеме со овој дел, за да имате време како да извежбате. Дали има некоја идеја како да подобрува згиб? Можам да направам... Негативен згиб, со негативен згиб. Добро, дефинирај што е негативен згиб, дали знаат сите? Негативен згиб е одгоре, полека да се спушта додолу. Обратно од згиб. Супер, значи во попуштачки режим, Да. или тој режим се нарекува плиометриски режим.
Не она скоковите, тоа е нешто друго. Во англосаксонска терминологија плиометрија се однесува на тренинзи за скокови. Ние ќе го користиме вистински во кинезиологија, постојат миометрија, изометрија и плиометрија. Плиометрија е кога попуштаме во попуштачки режим, како што кажа колешката, кога припоите на мускулите се одвојуваат. Ова го учевте по анатомија. Кога припоите се одвојуваат, значи јас во попуштачки режим ќе бидем, како да застанам, ева како ме гледате, и земам некој текче, имам некој фломастер тука и tego тежи некои 100 килограми, ја не можам да го задржам и мене ми ја бутка раката надолу. Тоа е попуштачки режим или плиометриски режим, како што каже колешката, од озгора надолу. Се сложувам, еден од методите е тој. Значи, како ќе направи сега 3 или 4 серии од со овој метод попуштачки? Имаш идеја? Со повторување. Еве, видиш, ова, мислам, супер, сега сме како на испит. Мене, например, би ми вршила работа конкретен одговор. Види, професоре, ќе се качиш еднаш од озгора, рацете се свиткани и ќе пробаш да го задржиш телото и оно ќе оди надолу, ќе се спушти и тоа е попуштачки режим. Дали можам да се кренам нагоре? Не можам, што значи дека тоа ми е една серија. Се сложуваме? Да. Дарија, супер. Како ќе направиш тренинг од ова? Например, колку серии не го знаете, овој дел, ама еве прашувам, може би некој го знае. Колку серии треба да направите за да има ефект тренингов? 3 до 4. Дарија вика 3 до 4, Ибрахим? До отказ. 3 до Ама 4 серии до отказ. Да, iPhone не гледам кој што кажа сега, но да, само да видам Ибрахим на што мисли до отказ треба. Супер, тоа е до отказ. Сега, овде отказот е, значи ја додолу некаде се борам и се спушта телото. Ама ми требаат серии на повторување. Ние во едната серија правиме едно попуштање надолу. А во право се колешките, најверојатно Ибрахим на тоа мислеше. Да, мислев на тоа секоја серија до отказ. Секоја серија сега види, овде пак е деликатно. Отказот не можеме да го дефинираме затоа што попуштаме надолу. Ние се бориме секогаш, но во право си секоја серија е до отказ, ќе видиме после како ќе во вториот метод, ова Дарија што предложи еден метод на работа. Колку серии? 3 до 4 серии. Тоа што значи? Дека 3 до 4 пати треба да се качам, да застанам со свиткани лакти, брадата да ми е над притката и 3 до 4 пати, значи да се пуштам еднаш, да застанам, па после да одам уште еднаш, да се пуштам надолу, да застанам, тоа е втора серија. На тоа мислиме, Дарија? Да, на тоа. Супер. Најверојатно и колешката iPhone да вика на тоа мислиш. И сите други, не само овие што се вклучувате. Значи, кога ги објаснувате нештата, пробајте ги објаснете на овој начин. Инаку е супер, се сложувам. Значи, еве го тренингот. 3 до 4 серии, едно повторување имаме. Така, повторувањето е во попуштање надолу. Се сложуваме? Да. И вие веќе сте го објасниле тренингот. Како ќе го правиме попуштањето? Тогаш треба да се качам, треба практично да покажам сега во овој момент. Не може на настава, може да го поминеме тоа практично. Колку пати во неделата? Во зависност од спремноста на човек. 4 пати. Многу сакам, да, Дарија, супер. Нема некој од колегите кажа бројки. Многу сакам бројки, затоа што бројките покажуваат дека ги владеат информациите, а не во зависност од. Инаку на почеток, јас не би работел секој ден, некој спомна секој ден, јас би направил секој втор ден. Зошто? Затоа што периодот на адаптација е некаде 48 часа. Во првите 3-4 часа се адаптираат мускулите, се враќаат, ама може да настане мускулна болка, која што се нарекува DOMS, може да настане некои такви микротрауми кои што му требаат некаде 48 часа на мускул за да се опорави и најчесто мускулната болка се среќава вториот ден, во најголема мера, вториот ден од тренингот. Но, еве, нека бидат и 3 дена пауза на почеток, значи секој трет ден, но во право сте, 3 до 4 пати во неделата, 3 до 4 серии,
со попуштање 3 до 4 пати во неделата. Сега, ова е еден метод. Ке има ефект, ама веднаш ќе кажам не голем. Ке има ефект, ама фали една компонента. Која компонента фали во движењето? Ние Концентрика. одиме... Ај уште еднаш? Концентрична фаза. Ивана Ангеловска. Роберт е Благодарам. тука, не? Да, знам, пример. Ви благодарам, Ивана. Да, фали концентричниот момент. Значи, ние го работиме сега ексцентричниот, тоа е плиометрискиот, значи два термина има. Плиометриски или ексцентрична компонента, или ексцентричен момент, каде што во попуштање, но ни фали концентричниот. Зошто ни фали? Затоа што има малку учење тука, малку повеќе учење има, иако вака едноставно изгледа движењето, ама движењето е цело. Се пази за еден згиб обичен, ние зборуваме 15 минути овде. Прво, како се изведува, како се подобрува. Ама основите, ако ги знаете, ќе може да го префрлите знаењето на другите теми, слични вакви. Значи, јас се сложувам со Дарија, може да се вежба, на почеток 3-4 тренинга би направил може би вакви. Арно, ама, во некој од тие тренинзи морам да тргнам и нагоре. Значи, мора концентрично да пробам да изведам движење. Концентрично значи дека мускулните припои се спојуваат и изведувам, ако е ова ланките, ако ги гледаме, значи, кога попуштам, тогаш одат во екстензија. Не е класична екстензија, тука се нарекува ексцентрија, ексцентрична контракција, но, затоа што е кочечка контракција, ќе учиме повеќе во експлозивна сила, но морам да имам флексија нагоре, всушност не е само флексија, туку е и флексија на латисимус дорси и така натаму, како беше точно се, кај латисимус не можам да се присетам, но ме разбирате, значи треба да има и нагоре движење. Прво затоа што се учи, второ затоа што неуромускулно се меморира движењето. Значи неуромускулно се меморира и се вклучуваат не само основните мускулни групи, ќе ги учите по кинезитерапијата, туку се вклучуваат, значи, не само агонисти, туку имате антагонисти, имате фиксатори, имате стабилизатори мускули, кои што сите учествуваат во тоа движење. И затоа таа неуромускулна компонента се учи како да се изведе движењето. Делува едноставно, ама за жал, дури кај едноставните движења постои овој латентен простор кој што го организира движењето. Пак се враќам на тоа на латентен. Така да, една варијанта е таа, втора варијанта за вежбање, што би правеле? Кравање докаде што може. Ај вака, кој беше прв? Еден, Дарија, мислам дека беше, па после другата колешка. Кравање докаде што може. Ајде објасни ми го тоа докаде што може, за да те разбереме сите. Иначе ја те разбирам, ама максимално додека може да се подигни изведувачот. Значи од оздола кон Од горе. оздола нагоре, докаде што видиш. може да се крени. Сега те разбираме, барем јас. Пробувајте вака да се изразувате за да ве разберат и другите. Сега го учиме тој момент, нели? Се е нормално. Колешката друга што сакаше да каже? Вежбање со ластик. Вежбање со, ова е многу ми интересно. Да, добра е идејата вежбање со ластик. Но ќе се вратам, да, супер, значи Дарија, колку што можеме нагоре да пробуваш, тоа е до отказ моментот на Ибрахим кој што го спомена. И најверојатно и другите го мислат. Ова што го кажа, ај ќе се задржам на една проба докаде што можам нагоре. Значи од почетна положба нагоре докаде што можам. Тогаш ќе биде многу тешко, како што спомена Ибрахим, но тогаш има бенефит. Таму е отказот. Затоа што ние ги трансформираме моторичките способности кога има отказ. Тега ова не значи дека треба до повраќање да вежбаме, нели? Тоа реков е тотално погрешно. Но не можете спринт да вежбате со лесно трчање или со бавно трчање. Спринт се знае како се тренира. Со максимална брзина, значи максимална изведба на брзи движења, тога се подобрува спринт. Истото и кај овие способности. Ако пробаме од оздола нагоре, докаде што можам еднаш, и тоа е една серија. Па втората серија пробам уште еднаш од оздола нагоре, докаде што можам, веднаш ќе ви кажам после првата серија, втората може би и ќе можете да го стигнете истото ниво. Трет пат ако пробам, значи одмор малку од 30 на 40 секунди,
Трет пат ако пробам, или минута нека биде одморот, веќе нема да можам да го стасам тоа ниво како што сум можел во првата или во втората проба, што ние ја нарекуваме серија, ама пак сум на лимитот мој. Тој лимит има ефект. Ке пробам и четврти пат, па макар и само да пробам. Тоа ви се веќе 4 серии. И покрај попуштачкиот режим, и овој ако го пробате, ќе има уште поголем ефект, затоа што вие тука се трудите да изведете движење од доздола нагоре, каде што е најтешко. Каде што мускулите имаат најголем надворешен отпор, затоа што лостот е многу голем. А најлесно е кога ќе дојдете од половина нагоре. Тука веќе мускулите немаат голем надворешен отпор, туку покажуваат максимален мускулен напор или можност да изведат движење, да не ве заглавувам се со темиве. Што значи, јас би пробувал од доздола нагоре. И нема разочарување. Првите 2 недели можеби нема да може да изведете ни до пола. Арно, ама верувајте ми, 3-4 недела ќе направите еден згиб. Така да, добри се комбинациите и Дарија, како што каже, со попуштање, ама тоа нека биде првите 1, 2, 3 тренинга, после тоа мора да има движење од оздола. И се ластик. Да, ластикот е добар е за самодоверба. Некако делува лажњак дека е ластикот. Убаво е затоа што неуромускулната компонента ја вежбате, го учите движењето и можете да изведете движење со помош на надворешна помош, нели? И да го неуромускулно да го совладате, да го научите движењето. Направете една серија со ластик, направете 2 со ластик, ама третата и четвртата серија нека бидат без ластик. Значи еве ги комбинациите. Попуштачки, со ластик, без ластик од оздола нагоре, комбинација од едно, друго, трето. Дали ги фаќаме овие моменти? Да. Да. Супер. Имате да додадете некој друг метод на вежбање? Јас би додал и изометрија. Не. Неуромускулно само тука ја вежба. Само во тој момент. Мислам, само во тоа задржување. Ама, како што кажа Роберт на почеток, нагоре одењето, неуромускулно гледано, ќе ни фали. Така да исто изометријата ќе го направи истото, дури и нема да има толков ефект како попуштачкиот режим. Попуштачкиот режим е страшен. Кај професионални спортисти многу се користи. Мислам, може да ја подобри силата, затоа што кај Зациорски ќе видиме една крива, негативна крива, затоа Дарија каже со негативен момент, каде што со само 120% од еден РМ многу се зголемува мускулната сила. А кај статичкиот метод ги вежбаме мускули. Ќе има некој трансфер, Роберт, не дека нема да има, ама тоа ќе биде како суплементација на тренингот. И сега, дали да тренираме фудбал со помош на кошарка или директно со фудбал, тука се дилемите. Останува на уметничкиот момент на тренерот и на даскалот. Дали ме разбираш, Роберт, во овој дел? Што мислите за overcoming изометрија? Не знам што е overcoming, дефинирање. Сила со која се спротивставуваме додека сме во статичко движење, односно мускулот не се издолжува нити се совира. Значи го работиш до отказ, се нарекува тоа, така? Задржувањето. 5 до 7 секунди. Па са 5 до 7, ја можем, например, 30, ти можеш минута и пол да задржиш. Затоа не знам што ти е overcoming. Значи, да кажеме дека некој не бутка надолу, а ние се влечеме нагоре, а сепак стоиме во место. Па ете го да, земјината тежа не влече надолу, а ние со мускулите задржуваме нагоре, стоиме во место и тоа се нарекува изометриски метод или статичка сила. Така? Сега... Да, но сепак некој може да задржи тоа што сами рековте, може и до 10, 15, 20 секунди, но сепак ако имаме додатна сила која е навлечена надолу. Сакаш да кажеш тек да ставиш надолу кој што ќе не влече, така? Така. Да, окей како суплементација, ама основата овде кај згибот е движење, не е статичко задржување. Например, во скијање, да, има логика да се вежба статички задржување, затоа што во позиција на било која, посебно на велеслалом и слалом, нозете се во статичка положба.
Има движење, ама има потреба од дел од секунда задржување во статичка положба, особено во спуст, каде што и Велеслава. А сега ние тука немаме задржување, ние имаме изведба на движење. Пак ќе кажам, од неуромускулен аспект, ова статичкиот момент и ексцентричната контракција се суплементации на тренинг. А вистинскиот тренинг треба да биде со изведба на движењето, затоа што вистинскиот тренинг ќе биде ако ја вежбам карате, треба да вежбам карате, а не да вежбам кошарка или да вежбам одбојка или фудбал. Дали се разбираме во овој дел? Да. Супер, инаку тоа е едната суплементација. Друг тип на суплементација има некој нешто да додаде, например, како би го вежбал ова? Дали може Со би помош асистент, Ајде, Марко? кога се подигаваме нагоре, ако не можеме поиќе, да има некој асистент кој ќе ни помогне да се докрениме. Има логика, да. Во бодибилдинг се користи тој момент затоа што повторно неуромускулно до моментот до каде што доаѓа отказот, а не е цело движење, нели? Имаме бенефит ептен. И сега ние за да го изведеме целото движење, тука може да ни помогне некој. Супер е оваа идеја, значи еве го. Ексцентрична контракција, статичко задржување на Роберт, помагање, со тоа што помагањето тука ми е веќе динамичка изведба и пореална ми е малку. Пореална е некој да ни помогне. Во бодибилдингот се користи тоа, зошто? Затоа што, еве како што кажа Марко, некој ќе ни помогне за да отидеме нагоре, значи да качиме брадата над притката, и следното што доаѓа е ексцентричната компонента. Тогаш ние сами ќе задржуваме надолу и тука има ефект. Така да во тој дел, добро е, ластикот не може да ни помогне многу тука. Ексцентричната компонента да ја осетиме. Значи може за нагоре, ама треба да го трнеме ластикот па надоле да кочиме. Затоа што поред информациите што ги имам ја, ексцентричната компонента е многу посилна од статичката, например. Но нели, се ова влегува како суплементација. Да нема уште некоја друга идеја. Супер ви се идеите, одлично. До секој нареден тренинг да се надмине лимитот барем за уште едно повторување. Одлично, овде влегуваме во психолошка подготовка. Многу битна. Да се замотивирам, за да можам да изведам и да отидам на тренинг онака како што јас сакам. Супер. Ова е дел кој што нели ние можеме да го спомнуваме, ќе го учите многу повеќе во психологија. Може на кратко, за да не должам многу да сублимираме и што имаме овде рецепт. Кај го ставивме? Еве го. 3 до 4 серии, 3 до 4 повторувања во секоја серија. До отказ. Така. Како ќе изгледа повторувањето, го разлобивме. Дали ќе биде од дозгора надолу, дали ќе биде со задржување статичко, дали ќе биде со ластик, или моја топла препорака е пробувајте се од доздола нагоре. А ако може некој да ви помогне малку, барем првите 2-3 тренинга, да, ама 4, 5, 6 тренинг мора сами, инаку ќе биде не можам, еве, и со помош, и со ластик не бива. Не бива, затоа што нема да биде толку ефикасно, затоа што најефикасно ќе биде ако сами пробувате. А нормално, за самодоверба, за неуромускулна адаптација, првите 3-4 тренинга може некој да ви помогне догоре да се качите. Ова зборам за колешките што не можат можеби еден згиб, а има и колеги што не можат еден згиб да направат. Тоа во секоја генерација има по некој, не е ништо страшно, но треба да се почне да се вежба за да ги сватите работите околу тренирањето. Че гледате, ние зборуваме 10 згиба ќе можеш да направиш, ама зборуваме за тестови, зборуваме за како се тренира. Тие се тие моменти што ни треба да ги искусиме од кај нас. Значи движење да има или помош со суплементација, ама јас препорачувам да има движење. За самодоверба ластик, претходно ментално спремете се и загреете се добро, затоа што од лично искуство имам ингвинална хернија направено од згибови. Ингвинална хернија е хернија или како се вика препонски сет опериран, на операција заврши под згиб, затоа што не се загреев добро. Него запнав од почеток како што не треба. Добро, за згибови, склекови. За згибови мислам дека е јасно. Склекови, како се вежбаат? Има разлика меѓу згиб и склек при вежбањето, методите на вежбање, нели изведбата е друга, ама методите на вежбање може да се аплицираат и кај згибовите исто. Пардон, кај склековите. Во склек на потреб на развој. Може истите методи да се применат.
Истото е и на склек, дали е на пот или на разбој, истите методи се. Затоа што ние работиме за трансформација. Сега ластик не можете да употребите кај згип на разбој можете, кај склек на разбој можете, кај склек на пот ластик не може да употребите. Арно, ама како? На колена, женски склек. На колена. Може, за самодоверба, да. Не се тоа женски склекови, женски и машки склекови, или имаше и женски и машки згибови, нема женски и машки. Значи се знае згиб е згиб, склек е склек. Само и машките може да го изведуваат на колена, ако има проблем, нели? Во период на рехабилитација, на раменски појас, ракометарите не може да работат, ќе направат со помала тежина, колку да е, а тоа е нормално на колена. Може на колена, да, ама тоа е исто лажњак. Но за да се учи движењето, може на колена. Може да се научите право. применати стиве. Да, нели, може со ексцентрична компонента, може и со задржување планкови, како што кажа Роберт, како суплементација, но гледајте да има движење. Значи да има правилно движење. И сега како би правил? Не да успеам да направам 8 склекови на пот, туку да успеам да направам 3 правилни ако треба. Секое движење да биде правилно. Последното нека биде неправилно. Само на тој начин, како што спомена Ибрахим, ќе доаѓаме до отказот и до тешкото. Ако не дојдам до тешкото во овие вежбања, не можам да успеам. Значи, правилни ми требаат. Не како змија да ги работам, не како камила или овие на пот се најмногу може да се деформира изведбата. Туку да бидат правилно изведени. Со секој ден правилно изведба ќе видите, ако се можеле 3, после недела дена ќе можете 4 сигурно. После тоа ќе можете и 5-6 за вториот тренинг и третиот тренинг или после тој последниот лимит. Значи многу брзо се трансформира. На почетокот е малку проблематично, после тоа брзо се трансформира. Силата е издржливоста најлесно се трансформира, не сме дошли кај Куперов тест. А силата па после издржливоста е на второ место каде што најмногу се трансформира. Најмногу. И одговорите од типот не можам да направам еден згиб, не разговараме за тоа. Или не можам 10 згиба, многу ми е тешко, па видете операции, имав чуда, разбирам медицински проблеми. Последнава сесија пушти во сите групи, веќе не знам на кого да верувам, затоа што почнав да не верувам на студенти и студентки кои што вистински имаат некои медицински проблеми, ја не ги пуштам да полагаат. Затоа што почна се живо да се пријавува, косата ме боли, убото ме боли, не можам да направам. Средете си ги од сега, наместете ги, еднаш положите ги, положени ви за цел живот. Значи од овој момент извежбајте 2-3 недели, 4, пратете, ќе ве внесам во како евиденција и ќе имате чекај да видам овде. Ќе ве водам во евиденција дека сте ги поминале, сакав да ви го кажам и овој дел. Да. На ова мислев. Значи, водам листа за сите вас. Бојан Ангеловски има пратено и ги има поминато сите делови. Згиб, склек, Куперов тест. Дали ќе трчаме на крај уште еднаш, ќе видиме, но јас водам евиденција дека за сега ги има поминато. Така да за сите вас имам инфо овде, еве ги Куперов тест кој имате поминато или не. Ова може да биде јавно, ќе ви го пратам, гледате си, правете си, мислам, како сакате, нели да имате информации што запишувам, но вие сами знаете, дали сте положили или не, затоа што ќе комуницираме на месенџер. Значи, почнете од сега, добите си колегата Александар Костов, наредна недела ако прати ќе добие и ќе биде во истото позиција како Бојан Ангеловски, каде што ќе практичниот тест ќе му биде поминат. Океј? А дали за Куперовиот тест може пример да се снимаме дори трчаме и да ви го пуштиме тоа? Не, да се снимаш додека трчаш не. Можете вие да се истрчате, значи оставете го Куперовиот тест, ви кажав на крај, најверојатно ќе направиме тест уште една со сите. Вие пробувајте да пред да излезете на тест за Куперов тест, треба да знаете дали може да ја поминете нормата или не. Значи тренирате, меѓувреме направете си еден Куперов тест. Па тренирам, па направи си уште еден Куперов тест, а нека Куперовиот тест нека биде тренингот. Разбирате? Значи ја тренирам 2 недели на пример, подобрувам, ќе ви кажам се со кои методи, вие ќе ми кажете, јас ќе ви скоригирам
според мои информации, за Куперов тест како се подобрува, всушност како се подобрува издржливост. Значи, тренирате 2 пати неделно или тренирате 2-3 недели, 4-та недела или 3-та недела, едниот тренингот направете Куперов тест. И вие ќе знаете до каде сте. И не доаѓате на испит ако немате информација за Куперов. Мислам, ако не сте подобриле нормата. Дали понатаму ќе се договориме да праќате скриншот или не, тоа оставам на, ќе видиме како ќе биде. Нека помине едно месец и пол, 2 од настава и после тоа ќе решиме. Сега за сега можете с GP Sklek да праќате, окей? Да. Лео? Да. Супер. Да. Издржливост, како да подобрам издржливост? Овде нешто пишува тука нешто. Долу пишувал со колегите минатата година. Имате ли идеја вие? Занемарете го долу што пишува. Како да трчам за да подобрам издржливост и да подобрам вредноста на VO2 максимум процената преку Куперов тест? Интервали. Што се тоа интервали, Давид? Повеќе повторување од трчање. Па да се зголемува времето или интензитетот на трчање. Еве, јас сум вас клиент, ова е испитно прашање. Јас сум ваш клиент и вие треба да ми кажете како денеска да почнам да правам интервали. Се треба да ми кажете. Колку време траење еден интервал? Колку одмор меѓу интервалот? Со кој интензитет го трчам интервалот? И така натаму. Колку интервали? Пример, минута со минута може. И кој е вашиот резултат на Куперов? Минута со минута, минута трчање, минута одмор. И тоа да се трча некаде. Кој интензитет? 90-95. Од што 90? Мораш точно се да Од кажеш. максимум од пулсот. Од срцева фреквенција максимум. Да. Зошто 90-95? Во кој режим си тогаш? Во аенаробен. Во анаеробен. Што трошиш како енергија? Се троши... Пази, ова е испит веќе. Истите прашања се на испит. Што се троши, Борче? Гликоза, калории, не знам. Не. Калории се трошат. Калории се трошат секогаш. Креатин, фосфат, Дарија се троши во брзина. Да, значи овде не е. Добро, да помогнам, јаглехидрати се трошат, но не беше тоа целта, не мора до детали да објаснувате, не, можеби ќе ве прашат клиентите, не знам, но идејата е добра, викаш една минута со интензитет 90%. Роберт, ќе се вратам на твоите, што ги кажа, ќе ми кажеш, само да издефинираме ке Дарија. Интервален тренинг од една минута нема ефект, затоа што не може да настане акумулација на лактати во крв. Ние, всушност, преку интервалниот тренинг се бориме со акумулација на лактатите и тие пуферските моменти на креирање лактати како нуспродукт и исфрлање на лактатите ги вежбаме преку интервален тренинг. На тој начин се подобруваат анаеробните механизми за црпење на јаглехидратни резерви. Јаглехидратните резерви кои се користат се добиваат тие лактати. И сега една минута му треба на телото да се адаптира за да влезе во тој режим. И со самото влегување во режимот ти му вика стоп. Не е страшно, ама јас не би го правил така. Ја би направил минимум 2-3 минути да има. Затоа што првата минута е објаснив, треба да дојде загревање на некој начин и втората и третата минута телото да се бори со тие лактатни пуферски моменти на крирање, чистење и така натаму. Сега, дали една минута, Дарија? И зошто една минута одмор? За да не... Ако, ајде, на мјут си, слободно. Супер се консултациите. Не те слушаме, Дарија, извини. На мјут си. Да има доволно да се одмори, а не доволно за да се дочистат апсолутно лактатите. Сега, точно во право си. Тоа треба да биде основниот принцип за да го отставиме одморот. Арно, ама ова ќе го зборуваме во издржливост повеќе. За да не се преакумулира лактат, за да може да се направи повеќе.
Ама за одмор зборуваме. Во одмор не се преакумулира лактатите, туку баш напротив се Не, чистат. во трчањето. Ова се чистат во одмор. Се одморот, не ме интересираше за одморот, една минута ти велиш дека да не се даде доволно голем одмор, така, а сепак да се задржи некое ниво на претходен напор. Така некако? Да. Арно, ама некој тоа може да го направи на 40 секунди, некој му треба 2 минути. Не знаеме. Имаме ли параметар? Знае ли некој до кога може да се одмара за да почне со следниот интервал? Ја имам бројка како идеја. Од физиологија, не од мене. Од 120 до 140 некаде. Што, Дарија? Конкретни бројки и мислам бројките се конкретни. Срцева фреквенција. Така. Значи, кажувајте ги до крај, затоа што треба да се разбере. Може да бидат јаболки, крушки, жаби, а може да биде срцева фреквенција. Добро. Имаш идеја? Точно, јас се сложувам. Имаш идеја зошто? Од 120 до 140. Еве ќе помогнам. Парфель, физиологија на спорт може да најдете дека систолниот момент на срцевата активност е најефикасен после напор кога ќе се спушти негде 120 до 140 отчукувања во минута на срцева фреквенција. Значи не го кажувам пулс, него упорно кажувам срцева фреквенција. Тоа значи дека процениле во тоа време постара е малку физиологија, ама и гајтон физиологија постари. Човеков е стар, ама физиолошките моменти се тие. Значи функционираат, се уште учиме, не се сменил човекот во последниве 200-300 години е толку драстично. Малтене не се сменил воопшто. Физиологијата е таа. Срцето успева, кога ќе падне од 180 отчукувања во минута на 120-140 тука негде, тогаш да биде многу ефикасно во систолниот момент, во исфрлање на крвта од срцето. Претходно оно работи, ама не може да го постигне. Оно кога ќе почне ефикасно да исфрла крв во системот, значи дека системот е скоро балансиран. И јас сум спремен за следниот напор. Значи имаме точна бројка колку треба да направиме одмор помеѓу интервалите. Океј. Се тоа е едниот тренинг, едниот вид на тренинг. Интервален метод на работа каде што имаме, јас вака би го дефинирал. Иако реков вклучиме повеќе. Интервален метод на работа каде што имаме време на тренинг и време на одмор. За време на тренингот изведуваме активност, може биде и велосипедизам, ама за трчање нека биде трчање. Инаку има трансфер и од велосипедизмот и од пливањето може да има трансфер, затоа што ние ги вежбаме буферските елементи, нормално невромускулниот момент не се вежба тука, затоа велам трчање нека биде. Значи, трчаме со интензитет 90 до 92, 3, 4, 5% од максимална срцева фреквенција, затоа што тога сме над анаеробниот праг. Трчаме колку? Минимум една минута да влеземе и да се загрееме во интервалот и минимум уште една минута. Значи 2 минути треба да е минимум. А добро би било да биде 3 до 4 минути интервалот. Ако не ми оди ќе застанам. Значи не смеам да се доведам, здравието е најбитно, не смеам да се доведам во ситуација дека го нарушувам здравието. Колкав одмор треба да направам? Срцева фреквенција да падне на 130-140 отчукувања доволно. Сами пробувајте да се почувствувате дали сте спремни кога ќе биде срцевата фреквенција на тој момент. Како да ја проверам срцевата фреквенција ако немам монитор на срцева фреквенција? Имам часовник, било каков, имам мобилен на мене, имам каротидна артерија која што сакале или не ќеле, ако допрете со рака на врат на каротидната артерија, тогаш можете да го почувствувате вашиот пулс, измерете 10 секунди, не повеќе. 10 секунди помножете со 6. Ќе добиете отприлика колку е. Значи, различно ќе биде дали е 150 или е 120. Така. Зошто не цела минута? Затоа што за една минута срцето веќе ќе се смири и нема да даде добар ефект. Значи, на 10 секунди мериме. Океј сме со оваа информација? Дали е ова јасно што го кажав? Да. Извинете, уште еднаш, на 10 секунди мериме, така? Ако немаш срцев монитор, тогаш на 10 секунди мериш. Океј. 15 нека бидат, ама поголема е грешката на 10, помала е грешката на 15. Ова се мануелни методи, кои што доколку нема срцев монитор. Иначе срцевиот монитор мери на 5-10 секунди, поновите мерат на бит to бит, значи на секој ерзавец мери.
и ја бара милисекундите помеѓу. И тие се многу попрецизни, но добро, немаме тоа, одиме со овој момент или долу на sulcus radialis овде, нели, на дланката, со прсти допирам и фаќам. Значи, било како нема се гушите, така да не мислам нешто дека се само убивате на сред кеј. Со раце. Овој дел е јасен. Значи, интервали. Колкав број на интервали не кажа? Ако работиме интервален тренинг. Во издржливост ќе го споменам, ама еве, ајде, нека бидат почнете со 3-4, тие што не можат Куперов тест да го издржат. 7-8 е многу. 3-4 интервали и после продолжи континуирано трчање. Со срцева фреквенција околу 80% и не повеќе од максимална срцева фреквенција. Вратете си ги назад овие препораки, ќе ги имате и слушајте ги пред да почнете да тренирате. Значи може да направите микс од интервален тренинг плюс континуиран. Може да направите само континуиран тренинг. Втората опција беше континуиран тренинг од 2 пати по 15, 3 пати по 10, 2 пати по 10. Овде Роберт е начна темата да го проверам на почеток колку да ќе биде клиентот, клиентката во каква состојба се, за да можем да им дадам насоки, ќе се надовржам на тоа. Значи, ако навистина не успеавте Куперов тест во 12 минути да истрчате над 2000 метри, тогаш почнете со 2 пати по 10 минути континуирано трчање 80% од максимална срцева фреквенција. Следниот тренинг нека биде еднаш, 10, еднаш 15 или 2 пати по 10 повторно. Веќе третиот тренинг треба да зголемите, барем еднаш да биде 15. Може и од еднаш да ги трчате. Значи треба да имате минимум 25 минути, 20 до 25 минути на еден тренинг трчање. Зошто? Затоа што имаме направено истражување, че да видам дали ќе го отвори овде, изгледа дека на open link. Супер, го отвара. Ќе ви го дадам ја целиот PDF под YouTube профилот, па ќе можете да го следите. Значи, на 73 студенти на Факултет за физичко образование, спорт и здравје 2004-2005 година направивме истражување, каде што, може се сиднете да си проверите, јас ќе ви го раскажам, се спремаа за Куперов тест 4 недели. Почнавме со 20 минутно трчање и секој тренинг зголемувавме за 5 минути. Сега тука не сум сигурен, можеби првата недела беше 25, првата недела беше 20, па втората 25, па 30, па 35, така некако дојдовме до 40 минути континуирано трчање. Студентите успеа колку број процент од нив? Ајде го пишува овде. Значи 2 пати по 25 минути неделно, првата недела. Па 30 минути, па 35, па 2 пати 40 минути. Значи 2 тренинга по 40 минути во аеробна зона, 80% им контролираа пулс. Мислам дека беше 90% од нив го поминаа тестот. Со континуиран метод на работа. Ова се вели истражување, се нарекува истражување и е доказ дека нештата функционираат. Сега ова се погодило кај оваа група на луѓе. Можеби ке друга нема да биде. Ова успеало затоа што можеби они беа измотивирани, па на крај тестот во споредба со првото иницијално тестирање вистински загризаа за да ги поминат нормите. Но ние пробавме да ги сконтролираме условите максимално колку што може. Со значи ова е пример за континуиран тренинг. Претходно разглобувавме пример за интервален тренинг, овде нешто пишува, ама го дадов, вели како опција. Колку треба да вежбам? Треба да вежбам 4 до 5 седмици минимум. Или на втора, трета седмица направи контролно тестирање на Куперов тест да 12 минути. Со било каков уред на GPS провери се дали дистанцата е таа или не. Ке има грешки и GPS од малку, но се надеваме дека ќе истрчате, например, машките 2800, па сте сигурни дека на испит ќе истрчате 2700. Колешките на тренинг или контролен тест ќе истрчате 2500-600 метри, па сте сигурни дека на испит ќе поминете со 2400. Но, во целата таа идеја, финтата е како да вежбам, како да тренирам, за да јас ги подобрам моите капацитети и да знам како да го пренесам знаењето на другите. Значи, гледате колку време потрошивме за да дојдеме до суштината. Не е суштината дека ќе го поминам тестот. Денеска можете, утре не можете да го поминете тестот. Знаењето е информација. Дали има некој нешто да праша за овие два методи? Како да вежбате? Професоре, во интервален тренинг, паузата кога се враќа срцевата фреквенција, дали да ја правиме со лесно трчање, одење, стоење, како?
Јас би одел, не би застанувал, затоа што мускулните групи, крвта треба да се движи низ телото за да може да ги исчистиме нуспродуктите кои што се ете лактат. Има и други нуспродукти, ама за лактати ќе се држим. Значи, ја би се, ако застанеш, тогаш ќе биде стаза или блокада на второто срце, кое што се листовите, или задните калс на подколеница, мускулатурата, треба да има лесно движење. Ке спринтот, например, вика не, застани. Тогаш креатин фосфатот ќе се резервите ќе се вратат многу побрзо. Стој не прави ништо. Ама овде може да биде активен одморот, не лесно трчање, туку одење. И тоа одење само колку да има раздвижување, не брзо одење, туку одење, некое мало, само да има помрднување на мускулатурата. Значи во нешто лесно многу тука, може да застанеш па пак да почнеш да одиш и чекаш пулсот да падне. Може да падне и подолго пулсот, не е проблем. Ама вела дека е ефикасно ако тука негде, да не чекаш да падне под 120. Пошто тогаш као правиш поголема пауза, ние треба да правиме вежбање со неголема пауза. Океј сме, Марко? Да. Супер. Некој друг да додаде околу термините, па Роберт ќе го попрашам за тоа што сакаше да каже. Нешто околу термините, не термините, него методиве. Значи, континуиран, интервален или микс. Значи, континуиран, интервален или микс. Зошто не? Или само Куперов тест како четврти метод, ама не би го едал многу. Многу е напорно тоа. Може и само Куперов тест, тоа ви исто како да пробувате згиб. Секојаш да пробуваме еден згиб нагоре. Секојаш да пробува. Ама оставете го тој метод, ако сака некој нека пробува. На секоја втора недела, трета може да се истестирате Куперов тест и да видите до каде сте. Околу методиве нешто да имате да прашате? Не. Роберт, тука си уште? Даде некоја идеја за дека треба да ги провериме како што разбрав, така? На почеток. Да. Нели прашањето беше колку серии, колку метра. Така ја разбрав. Тоа беше. Која ти беше идејата во однос на ова? Нели најпрво треба да провериме нели со самиот тест кој колку може, дали може и врз основа на тоа да програмираме тренинг, серии, метража за според самиот интервал кој треба нели го планираме да се одработи за тој тренинг. Супер. Како ти ќе го провериш? Кој тест ќе провериш? И како на база на тој тест ќе дадеш врз база на постигнатото на клиентот, колку постигнал, колку метри, минути, пауза и тоа. Имаш некоја идеја за ова? Например, јас не практикувам многу Куперов тест, највеќе тестираме intermittent fitness тест. Мислам дека знаете за кој тест се работи. Зборуваме за йо-йо или multi-stage fitness тест, така? Или BIP тест? Не йо-йо, него баш intermittent fitness тест, 40 метри. Во кој имаме 3 метра safety zones. Ај, објасни ми како оди. Како извинете? Објасни ми како оди тестот. Имаме 3 точки А, Б и С и се почнува со 8 км на час. Тестот се одвива 30-15 секунди. 30 активно, 15 секунди е одморот. Добро. И колку време така? Се зголемува, кажи ми, ритамот се зголемува нешто или како? Се зголемува брзината за 0,5 км на час на секој 30-15 левел. Ајде, баш ти искачи. 30-15, тоа е најверојатно овој. Добро, ова е за фудбал нешто направено, така. Ама сега ние ќе бидеме професори по физичко. Интернет фитнес тест 30-15. Чекај сега. Збориме за тестот на Бушет, да, го знам. Ова е тест на Мартин Бушет. Така? Исто така, не само за фудбалери, голем трансфер дава и на спортови во сала, како што се ракомет. Не, добро. Ова е тест на Мартин Бушет и се нарекува 5-30-15, точно, да. Има и цела апликација која што симнува и сега
Ајде, Роберт, кажи после што кога ќе го истестираш овој тест? На колегите кажи им, Со основа што се добива? Врз основа на се извинувам, прекинав. Викам, што се добива од кога ќе го истестираш овој тест? Добиваме брзина во која клиентот нели е достигнал максимално постигнување на искористливост на кислород. Добро, Односно но VO2 што? max. Но што со тие информации? Не му е баш најрелиабилен VO2 максот на Мартин Бушет во однос на BIP тестот, затоа што овој 30-15 се прави на многу помала популација. Мартин Бушет е четврти пат го кажувам, е супер истражувач, во Катар, Aspire Academy многу има работено и таму го има креиран овој фитнес тест. Но сега, мислам, ја имам информација, само ме интересираше дали ти имаш, најверојатно имаш, ако се окористил. Што, како ќе му даеш препораки на клиентот, колку да трча, кога ќе го истестираш со овој тест? Имаме дадени формули, не можам сега на памет да треба да земам тетрадката. Значи според формула се израчунува дали, мислам, според неговиот максимум, 90 дали ќе треба тој тренинг да трчаме 80, 90, 110% од неговите капацитети. Според резултатите се одредува метража и за колку секунди треба да ја помине таа метража. Да, точно, тоа такав. Значи, вака, ај ова ќе го зборуваме во издржливост, не можам да го најдам Екселот. Има точно колку треба серии да направи од 12 секунди со 15 секунди, од 15 секунди со 30 секунди и така натаму. Значи, точно колку серии. И сега Мартин Бушет супер го има ова дадено, добра му е препораката на Роберт. Едно нешто суштински е што не знаеме колку серии треба да направи на база на VO2 што го добива. Тестот е малку комплициран за изведба, е покомплициран од колку обичниот BIP тест, затоа што има точно 3 позиции има, па трча 30-15 одмара, оди до другата, па чека и така натаму. Мислам дека негде го имаме и на меѓувреме ќе го најдам на YouTube, мислам дека го имам изведувано со студенти, само која генерација беше. И едно нешто што е малку деликатно и не може да се најде у наука и во фитнесов е што воопшто во кинезиологија. Не знаеме точно, ако интервален тренинг, тој што истрчал, например, што има VO2 max 30 и тој што има 40, колку интервали да направи. Тоа не можеме точно да го кажеме. Секој си има некоја своја добра пракса. Ја, например, мојата добра пракса е времето на одмор. Ако му треба време на одмор помеѓу интервалите од 1 минута, за да падне на пулс 140. После следниот интервал повторно му треба 1 минута. После петиот интервал веќе му треба минута и 10-15. После шестиот му треба минута и 30. Тогаш веќе телото не може да ги филтрира толку лактатите моменти и јас сум нашол моја добра пракса дека му функционира, например, да тогаш го прекинам, да му дадам уште еден интервал, максимум уште еден и да го прекинам. Затоа што некој може да направи со 60 VO2 може да направи 13 интервали од по 4 минути. Некој овој со 40 VO2 може да направи само, не знам, 4-5. Но тоа е малце деликатно и најверојатно треба од искуство, немам информации добиена колку интервали такви да се направат. Не знам ако сеќаваш, Роберт, го има тоа во Екселот на 30-15 тестов или не? Мислам дека не, на едукација го има. На едукација го имам запишано. На која едукација? Мислам, не те разбирам. Кај мојот ментор Марино Башич. Не, окей, ама Мартин не го дава, тоа ми е идејата. Значи, Мартин не дава, да. Ако било која едукација и ова едукација се, како се вика, е добра пракса и они можеби имаат истестирано нешто, па проверил дека од добра пракса е, значи колку број на интервали треба да се направат. Но види, дискусијава е топ со сите што се вклучувате и вака треба да биде. Сите информации што ги имате треба да ги носите. Нормално, бидете скептични кон информациите што ги давам јас. Јас сум скептичен кон информациите, сега немам од колегите на Роберт, немам информација на база на што ги
правеле интервалите и само на тој начин, бројот на интервали, само на тој начин можете да успеете. Ако бидете скептични, ама да ги проверувате работите, а не туку само опонирање, ова не е ова вака или не онака, туку точно зошто не е тоа така. Например, како за ДОМС, дека мускулот не боли заради мускул фибер или лактати, туку боли заради микротрауми, што науката се не повеќе, но тоа е докажано. Супер, Роберт, одлично. Имаш уште нешто во однос на ова на овој тест од пракса како го работиш? Не знам, и како ги задаваш конкретно тренингот? прашање. Не. Добро, видеата е како се задава тренингот. Пробувам да ги најдам кај мене, имам снимена, каде се ева каналот. Која генерација беше тоа? Вака, ќе држиш тензија ако се приклучиш на издржливост, дури може да ме подсетиш кога ќе има тема издржливост, баш тој тест да го покажеме како изгледа, да не биде дека само Куперов тест го форсираме. Може? Роберт? Да, секако, може. Супер, па тогаш ќе го видиме, затоа што знам дека негде го ставав на студенти, им го давав, ги тестирав и мислам дека се снимали. Добра, ајде се вратиме назад. Како? Го има и на YouTube објаснето. Да, најверојатно го земав јас, пошто комплициран беше малку за извода, за разлика од бип тест. Инаку бип тест многу сме го тестирали, а тој е модифициран, да. Океј, во како да ги подобрам резултатите и како да вежбам, имате ли некои прашања? Ако нема сега, ве молам уште еднаш прегледајте ги насоките и за да ви биде јасно. Овде сум ставил, имам некои книги кои што можам се достапни, нешто е во PDF, нешто не е во PDF, нека стои овде, ако ви интересира можам да ви дадам. Така да линкови со книги ќе пратам секако. Книга антропомоторика, помошни, овие ќе ви ги пратам, ќе ги имате и целиот PDF, мислам дека ќе го ставам под YouTube-от. Океј, нешто друго да додадете? Да прашате? Се забавивме. Требаше да кажам нешто за терминологија, ама ќе го оставам тоа за нареден час. Може? Инаку, само да видам. Да, спремна ми е терминологија тука, но да не навлегуваме во овој момент. Само на кратко ќе ја поминеме теоретски, а после на настава ќе ја поминам како што треба. Може така? Да. Планирав еден час, ама не ми е проблем да остануваме подолго. Кога има интерес и муабет, сум секогаш за да се изреализира како што треба. Имате ли нешто да прашате уште еднаш? Не. Не. Добро.